бушави глави. Тарам! Рециклирање на отпад е нешто кога има непотребна хартија или потрошена тетрадка, може да се однесе во канта за рециклирање и таму ќе земат и ќе го рециклираат и ќе се добие нова тетрадка што е рециклирана. Рециклирање е, например, некоја шиша кога ќе се потроши и некоја лименка, нешто, тетрадка, ја носиш на рециклирање, тие ти ја рециклираат и после ја земаш нова. Рециклирање на отпад е нешто, например, некоја шиша што е потрошено, треба да го фрлиме во специјална корпа за рециклирање. Камион ќе дојде, ќе ја истори корпата, отпадоците ќе ги истори и од тие отпадоци, например, некои шишиња тетрадки ќе станат нови шишиња и нови тетрадки. Не си испразни нешто шиша, тетрадка, можеме да го фрлиме во контенер за рециклирање и ќе стане нова шиша или нова тетрадка. Рециклирање е да ако некоја тетрадка или пластична шиша или лименка го ставаме во специјално контенер, тоа се рециклира и можеме да го користиме поново. Не го фрламе во ѓубре, туку го рециклираме. И тој се преработува во нешто ново. Рециклирање на отпад е кога нешто ќе рециклираме. Рециклиран отпад е отпад кој што не е фрлен во канта за отпадоци, туку е фрлен на земја. Рециклирање на отпад е како што шишињата да не ги фрламе во корпа, да ги фрламе во специјална корпа од каде што се земаат шишињата и се рециклира. Рециклиран отпад е кога, например, нешто ќе се расипе, например да е компјутер или нешто, се фрла во посебен контейнер за рециклиран отпад. Рециклирање е ако нешто е многу старо, ние ќе го ставиме во канта за рециклирање и потоа некои луѓе ќе го соберат тој и ќе го направат во ново нешто. Па лименки, шишиња, потрошени листови и некои други работи. Целиот отпад од дома не го фрламе на исто место. Некој отпад го фрламе во специјални контейнери за рециклирање, што после доаѓа некаков камион, ги претура контейнерите во него и ги носи на рециклирање. Со преработување на стотина тетрадки ние спасуваме 10 дрва. И така се грижиме за природата. Бидејќи тоа спаѓа во корисен отпад. И затоа секој отпад не е за фрлање. Затоа ние собираме шишиња и ги даваме во еден контейнер и таму ги носат на рециклирање. Како шишиња,
отпадоци и се прават нови работи како сапун, чешал, многу работи, но што се пластични. Тие си одат во тие, може да си ги чуваме ако сакаме да го спомен и може да ги фрлиме во канта за весници, за харти, такви работи. Тогаш го оставаме на местото каде што се чува рециклиран отпад и од тој рециклиран отпад ќе може да се добие нешто ново, за да може тој да се искористи на делови и да се направат нови работи. Тоа значи преработување. Еден отпад, нешто да го врлиме, му даваме нов живот. За да не ги исечат и за да од нив да не прават тетрадки. Сега тоа во моје време не постоеше тоа, ама сега е многу модерно и мене ми е драго дека е така, дека треба да ја чуваме околината, да е планетата и да ја штитиме за вашите деца и внуци и сите тие да не мора да ги гори ова сонце, нели? Такви работи. Значи, тие пластични флаши или шишиња ги тргате на страна, си има специјални сега контейнерчиња и бидете паметни, умни, зашто снимате стварно више све на тофат преку интернет, знаете како треба, ги ставате и тоа е тоа. Бушави глави. Доста на цел живот деца. И на своји 5, 6, 10, 50, 20 години дете нема поубаво од детство и се надевам дека сите што не гледате дека на никој нема да ви бидеускратено, бидејќи тоа е дел од животот кој ги испишува оние празни страници на една книга или тетрадка од вашиот живот и требате да бидете секогаш со позитивна енергија, да слушате мама и тато пред се зашто најубаво мислат и да гледате све розево. Иако не е така, треба да гледате све розево, зашто универзумот е секогаш наклонет. За вас универзумот, тоа го викаме ние небо. Важи? Бушави глави.